Кираџија си губи газдата, му го рани малолетниот син, па сам си присуди со истата ловечка пушка. Волково се разбуди со ужасната вест од улицата 25, каде се случи убиството и ранување на 16-годишно момче и самоубиство. За среќа, повредениот малолетник е во стабилна состојба, има прострелна рана на раката од куршум. Пред неполни 10 минути е примен пациент кој што е од огнестрелно оружје. Во моментот се прават исследувања кај тој пациент. Генерална состојбата е релативно стабилна. Што точно се случувало меѓу сега веќе убиениот каде живеел со сопругата и двата сина и подстанарот во заедничкиот двор со двете куќи, за сега нема официјални информации. Соседите од улицата 25 овде во Волково не сакаат да зборуваат пред камера, но зад камера сведочат. Никогаш немало недоразбирање ниту кавги помеѓу кираџијата и сопственикот кој што му го издавал објектот. Тие се шокирани и ужаснати од трагедијата која што ја снајде оваа улица. Од она што го сведочат соседите станува збор за двајца мирни луѓе кои никогаш немале караници меѓу нив. Кираџијата бил таксист и во Волково живеел околу 2 години, сам без семејство. Оние што го познаваат раскажуваат дека 3 дена без престан возел како таксист, па 3 дена пиел и не станувал од кревет. Дали убиството е последица од лошо пијанство или имало некоја кавга, соседите не знаат, бидејќи утрото пред 9 часот било мирно и не слушнале ништо. Ги разбудиле покутници од огнено оружје, проследени со сирени на полицијата и на брзата помош. Кога излегле на улица, се открила ужасната гледка. Телото на сопственикот лежало неподвижно и безживотно на скалите, во локва крв. МВР за сега не открива детали. Лекар од итна медицинска помош констатирал смрт. Со повреди се здобил и еден малолетник кој бил пренесен во комплексот клиники Мајка Тереза за укажување помош. Како можен сторител на настанот се посочува МН. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Неколку часа по овој настан екипи на МВР се уште праве увид. Дојдоа и неколку возила на брза помош, а на соседите им беше забрането да го напуштаат местото на настанот. Издадена е наредба за обдукција на телата на двајцата починати. Од лице место е подигнато оружјето кое ќе биде предмет на вештачење. Ќе се вршат балистички и други вештачења со цел да се утврдат сите околности на настанот. Истрагата допрва треба да утврди кој е мотивот за овој грозоморен чин.